Добар ден, Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт. Ви благодарам за овој разговор за информативните изданија на телевизија Алфа. Првото прашање ќе ми биде практично и денешниот настан. Се реконструираше понов мост за Богданци. Колку чинеше овој проект и што ќе значи за граѓаните од овој регион? Многу значи, затоа што значи поврзување за целиот јужен регион, туристичкото место и општината Дојран, Валандово, Богданци секако со Гевгелија, но не само со Гевгелија, туку и со целиот коридор 10 север-југ, односно поврзување со соседна Грција и со Солун, поврзување со соседна Србија, но исто така поврзување со главниот град со Скопје, што ќе овозможи развој на бизнисот, но исто така и развој на туризмот. Исто така очекувам да подобри работата на земјоделците, студентите и сите оние на кои што им треба овој пат, а овој пат ќе значи многу и за развој на туризмот на овој дел од државата, затоа што кога е многу фреквентно на граничниот премин Гевгелија, доста од странските туристи кои што поминуваат низ Македонија и одат за Грција, во користат граничниот премин Дојран-Дојрани и преку овој пат полесно ќе можат да стигаат, секако ќе застануваат тука и дел од сопствените средства ќе трошат тука. Така што значи многу за целиот овој регион и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви проекти. Така, второто прашање ми е, синоќа во Охрид беше пуштена во употреба првата делница Подмолје-Охрид. Најавите се дека првиот дел од автопатот Кичево-Охрид ќе се пушти до крајот на летово, а целиот проект ќе заврши до 2026. Колку е реално и остварливо ова? Остварливо е, ќе видиме малце побрзи. Очекувам за многу брзо време да го отвориме првиот дел од Врбјани до Охрид, со еден мал истичок кај селото Ботун, некаде околу 40 км. Вкупната должина на автопатот е 57 км, така што очекувам тоа да се случи за многу брзо време, а до крајот на следната година, до крајот на 2026 година, како што и ветивме, да се заврши целокупниот автопат Охрид-Кичево, што многу ќе значи не само за развој на туризмот во Охрид и во Струга и на цело Охридско езеро, туку и за развој на коридорот 8, кој што значи спој со Албанија, значи спој со Драчкото пристаниште, но исто така значи зголемен фреквенција, поголем бизнис, многу повеќе туристи и секако многу побезбедна комуникација, така што ова е проект кој што беше најтежок, проект на кој што имаме најмногу проблеми, проект кој што беше наследен, проект на кој што 7 години СДСМ и ДУИ камен не ставиле и ние еве за помалку од една година го задвижуваме и веќе се гледа реализацијата на проектот, што е најдобар доказ дека кога се работи домаќински може да се завршуваат работите. Ние решивме да се посветиме, да работиме, да не бараме образложенија, да не бараме изговори, туку да испорачуваме и еве делата се позади нас. Видете го само овој месец. Ние пред 10 дена го отворивме патот од Охрид до Светинаум. Вчера го пуштивме делот од Подмолје до Охрид. Еве денеска го пуштаме Гевгелија Богданци. Веќе најавувам следниот понеделник уште еден голем настан. До крајот на јули имаме најмалку уште 4 големи настани кои што ги работи Министерството за транспорт заедно со премиерот Мицкоски и со владата, така што навистина бројни настани. Кои други проекти ќе ги најавите од инфраструктурата за Македонија како министер за транспорт? Што друго да очекуваат во однос на инфраструктурни проекти? Во моментов работиме на 5 автопати, нешто што е невидено во Македонија досега. Тоа е делот Охрид-Кичево. Во моментов трае тендерска процедура за Кичево-Букојчани, се работи веќе Букојчани-Гостивар или популарната стража, се работи Гостивар-Тетово и се работи Битола-Прилеп. 5 автопати во Македонија во исто време не се граделе. Тука се експресните патишта, го пуштивме експресниот пат од Куманово до Крива Паланка, што значи едно брзо поврзување со Бугарија на источниот дел од коридорот 8. Понатака го пуштивме првиот дел од Градско до Прилеп, патот од Градско до Дреново. Сега се завршува Дреново Фариш. Ја пуштивме железничката линија од Куманово до Билјаковце, првиот дел од коридорот 8. После деценијум Македонија гледа прв нова железница. Тука е реконструкцијата на популарната војна болница или официјално наречена градска болница 8 септември, која што служи за здравствени потреби на сите жители на Македонија. Супер модерна реконструкција, некаде околу 12 милиони евра, 7 операциони сали, нови лаборатории, нова патологија. Верувајте, условите во 8 септември после реконструкцијата ќе бидат подобри отколку во било која приватна болница, не само Македонија, туку во регионот. Прв пат регионот ќе види роботика, така што работиме на многу проекти кои што
сметаме дека се од корист на граѓаните. Веќе напоменавме и набавката на автобусите за градски превоз. Тука го најавивте и урбаниот воз. Што ќе значи практично тоа? Кога би почнало да се реализира овој проект и колку ќе чини? Ќе се набавуваат ли нови возови? Мислам дека за главниот град да се растерети од сообраќај, исто така и да се намали загадувањето, треба да се реши сообраќајот и да се реши затоплувањето. Во однос на сообраќајот имаме три крупни проекти. Едниот е набавка на еколошки автобуси, тие ќе бидат за цела Македонија, 80 за главниот град, 40 за остатокот од државата. Тие ќе се целосно електрични и нема да загадуваат. Второто е изградба на трамвај. Здравиот Господ со нов градоначалник кој што би соработувал со владата, брзо ќе направиме тоа. И третата работа е градскиот воз проект кој што е моја многу голема желба откако бев избран со поддршка на премиерот Мицкоски и на владата го работиме и овој проект. Првата делница ќе почне да се гради веќе од оваа есен, на потекот од Зелениково преку Драчево, понатака општините Киселево до аеродром до центарот на градот, а во однос на другите делови тие да влегуваат како дел од овој проект на брза пруга, така што за брзо време Скопје ќе види градски воз, односно луѓето точно да знаат, особено при градските населби, за колку време можат да стигнат до центарот на градот и понатака во соработка со ЈСП да можат побрзо да движат низ градот, што многу ќе го намали загадувањето. Се набавуваат нови возови? Секако, откако ќе ја завршиме пругата, ќе имаме набавки на возови.